Секоја година последниот ден од месец мај се одбележува светскиот ден на непушењето. Токму по тој повод дојдов на клиниката за пулмологија и алергологија да зборувам со доктор Дејан Докич, по професија доктор, пулмолог, алерголог, да зборуваме токму на оваа тема, доктора, цигарите, колку може да бидат штетни за белите дробови, воопшто белодробните заболувања, но не само цигарите, туку и овие електронските цигари, кои повеќето граѓани нели се префрлаат сега на модерните тие електронски цигари, колку може да бидат штетни за нашето здравје. Добро утро. Добро утро и на вас. Пред се јас би сакал да се придружам на светскиот ден без пушење, без тутун, кој што е по иницијатива на Светската здравствена организација, како што рековме, се обележува последниот ден во месец мај. Прва целта на оваа кампања е да се подигне свеста за ризиците од пушење, штетните последици по здравјето, но исто така и да се охрабрат оние кои што сакаат да прекинат со пушењето и консумирањето на други продукти со тутун. Како што рековте, сега имаме и други продукти. Знаете дека чадот од цигари има околу 7000 различни хемикалии, од кои што 70 со сигурност се канцерогени. Како што се вдишува чадот од цигари, како се инхалира, преминува во крвта и со крвта се дистрибуира во сите органи, така да последиците од пушење не се само по белите дробови, туку скоро по сите органи. Најдокументиран е карциномот на белите дробови и поврзаноста и на хроничната обструктивна белодробна болест. Меѓутоа, знаеме дека никотинот и штетните материи се излучуваат и преку урината, така да често пати карциномот на мочниот меур е поврзан со пушењето од една страна, од друга страна ги оштетуваат крвните садови, бидејќи фаворизираат создавање на плаки што го стеснува луменот на крвните садови и секако тоа води до понатаму или мозочни удари, инфаркти, делува исто така асоциране со карцином на панкреас и со многу други органи на ждрелото, на ларингсот, така да нема орган кој што не е оштетен од пушењето. Да кажеме дека и трудниците, ако пушат во текот на бременоста, секако ризикуваат да имаат спонтан абортус, доколку се родат бебињата, тие може да имаат со помала тежина да бидат и исто така асоцирано е со пореметување во развојот на доенчињата, доколку мајката пушела. Па и пасивното пушење е штетно, како за децата, така и за оние возрастни кои што боледуваат од астма, од хронична обструктивна белодробна болест, од кардиоваскуларни, мозочни и други заболувања. Така да штетните последици се добро документирани. Што се однесува во последно време, знаете дека се промовираат други продукти, како што се електронските цигари, пенкалата за вејпинг, понатаму направили производи кои што го загреваат тутунот како ајкос, како побезбедни, но тие се далеку од безопасни. Например, еве ајкосот, бидејќи го загрева тутунот, на некој начин има помала концентрација на катран и на некои штетни хемикали што ги внесуваат консументите. Меѓутоа, има формалдехид во тоа што го вовлекуваат пациентите, односно луѓето што користат ајкос, потоа имаат ацеталдехид, тоа се супстанци кои што штетно делуваат не само на белодробното ткиво, туку и на кардиоваскуларниот систем. Од друга страна, тие вејпинг пенкала, знаете дека тие имаат арома, имаат никотин прво, имаат ароми, имаат и некои други адитиви. Една од познатите ароматски субстанции е и диацетилот, кој што изворено штетно делува и е поврзано со тешки болести на белите дробови. Исто од друга страна пак, самиот вејпинг го оштетува белодробното ткиво, прави оштета, значи термална оштета на белодробното ткиво. Сите овие продукти, рекламирајќи се како побезбедни, на некој начин ги потикнуваат младите да порано почнат да консумираат вакви продукти, кај сите нив може да се створи зависност од никотинот, а дел од нив може да се трансферираат подоцна и на пушење на цигари кои што се оние вообичаени цигари
кои што се едни од најштетните. Свесни сме за штетноста од цигарите, дали од овие со замотан тутун или од другите со кои што го загреваат тутунот. За крај, доктора, за оние кои што можеки ги поттикнеме со овој разговор да ги остават, дали електронските, дали другите цигари. Видете, многу е важно да се прво да има желба човек да се откаже од пушењето, бидејќи ако нема желба, нема никакви методи да помогнат. Постојат различни, например, постојат лекови кои што може да се употребат. Тоа се, например, никотински замени. Што значи тоа? Тоа се или мастики, или лепенки, може да бидат назални спреови кои што содржат никотин, со цел да се намалат абстиненцијалните симптоми од зависноста на никотин, со тоа што ќе дозираме одредена концентрација или одредено количество, ама контролирано на никотин. И на тој начин да се одвикне зависноста од никотин. Меѓутоа, исто така постојат и лекови кои што се на рецепт, кои што исто така мислата во мозокот така делуваат да се желбата за пушење да се намали или да исчезне. Тоа е бупропион, едно средство, варени клин, исто така, тоа се лекови кои што се користат за ваква намена. Од друга страна, треба и да се прилагоди начинот на живот. Например, постојат когнитивна бихевиорална терапија, за да тие мисли се идентификуваат кои што ги тера да пушат, за да на некој начин се променат. Понатаму постојат социјални групи, односно групи било да е преку лайв или онлайн групи кои што ги мотивираат сите оние кои што сакаат да прекинат со пушење. Понатаму постојат медитации исто, било да е тоа техники на дишење, било да е јога, да го менаџираат стресот кој што е доста често причина за пушењето, а и на некој начин да им помогнат, нели, со мислите да немаат желба толку за пушење. Физичката активност, спортот, исто така е многу важен елемент, бидејќи тогаш се намалува желбата за пушење додека спортуваат, но исто така и се намалуваат и абстиненцијалните симптоми. Промена на начинот на живот, на исхрана, односно поточно на консумирање на алкохол и цигари, кои што секогаш се на некој начин асоцирани со пушењето. Постојат и некои други алтернативни методи, со хипноза, желбата за пушење да се намали кај некој, акупунктура, абстиненцијалните симптоми, постојат разни апликации на смарт телефони или на айфони, социјални групи каде што им дават социјална поддршка на самиот оној што сака да се одвикне на неговото семејство, на неговите пријатели во рамките на една терапија или надвор од таа терапија. Така да постојат многу начини да се човек одвикне од пушење. Благодарам, доктора, за разговорот. Во ова време кога имаме и социјални мрежи, кога имаме и достапен интернет, може да се отвори, да ги најдат сите овие начини кои што вие ги набројавте, каде ќе се пронајдат на таков начин да се откажат од цигарите и за свое добро здравје. Јас ви благодарам. Повторно се гледаме на други теми. Благодарам.